Здраво на сите! Јас сум Перо Сарджевски, професор по англиски јазик и директор на настава во приватното училиште Пегасус Еласа од Тетово. Веќе подолго време во нашето училиште воведуваме дигитални алатки во наставата и од таа причина би сакал со ова видео да ви објаснам како да ја користите Kahoot, онлайн образовната алатка за креирање квизови. Корисници на оваа алатка се пред се наставници и ученици од повисоките оделенија. Учениците кои што се во пониските оделенија од причина што немаат свои мобилни уреди најчесто и не може да учествуваат во активности од ваков вид, но доколку може да позајмат мобилен уред од нивните родители, тогаш можат да бидат вклучени во онлайн настава со ваков вид на алатка. Техничка опрема која што е потребна за спроведување на онлайн квиз со Kahoot е пред се лаптоп или компјутер за наставникот, но и за учениците, мобилни уреди за секој ученик посебно, интернет конекција и видеоконференцијска алатка како што се Zoom, Google Hangouts, Microsoft Teams, Skype или други. Алатката е пригодна за проверка на знаење по секој предмет од наставната програма и представува силен мотивацијски фактор за учениците. Да ја проследиме презентацијата. Првично, како да отворите свој профил на Kahoot? Посетете го Google, отворете го Google пребарувачот и напишете kahoot.com. Тука може да видите и како се пишува kahoot.com на англиски јазик. Доколку веќе имате профил, може директно да се логирате, токму тука, но доколку немате профил свој, треба да притиснете на копчето Sign Up, каде што ќе креирате свој профил. Кога ќе кликнете на тоа копче, ќе ви се отворат следните 4 опции и имате можност да одберете каков тип на профил ќе имате. Дали сте наставник, teacher, дали сте студент, дали сте ученик, дали е ваш личен профил кој што ќе го користите за лични потреби или е професионален профил кој што ќе користите за работа со вашите вработени. Доколку одберете teacher, тоа е таа опција која што треба сега да ја одберете, тогаш ќе ви се отвори следното прозорче каде што ќе треба да го опишете вашето работно место. Дали станува збор за училиште или пак за повисока образовна институција, за училишна администрација или пак за друг бизнис. Ние ќе го одбереме токму ова, училиште, и тогаш во тој момент ќе треба да внесете ваш имейл и да генерирате свој пасворд, и на крај да притиснете на копчето Sign Up. Со притискање на ова копче, вие веќе го креирате вашиот профил и ќе ви се појави следниот прозорец во кој што ќе ги видите трите опции или трите планови преку кој што може да ја користите оваа алатка. Имате Basic или основен план кој што е бесплатен, имате Pro и Premium кој што сепак се плаќаат. Pro се плаќа 3 евра месечно, се наплаќа на годишно ниво, а премиум верзијата се чини 6 евра и се наплаќа исто така на годишно ниво. Разликата е во користење на одредени можности, што во премиум опцијата ви се нуди како опција за поголеми групи на ученици, додека пак другите опции се веќе достапни и во Basic, тоест бесплатната верзија. Имате можност да креирате игри за величина на клас, на одредена група, значи до 32 ученици. Имате можност да го користите како алатка за учење во далечина, тоест да бидете вие самиот домаќин на игри преку видеоконференцијски алатки или пак да им задавате домашни задачи на учениците кои што ќе ги решаваат во своето слободно време. Исто така може да креирате или да веќе користите готови игри кои што се достапни на самиот Kahoot, креирани од други корисници. Во секој случај имате исто така многу опции со Basic верзијата. Значи сега влегуваме во самиот наш профил и се наоѓаме на опцијата Home, а тоа е првичната опција, значи во која што го гледате целиот ваш профил. Тука ви се прикажани значи вашите лични податоци, тука може да се појават различни предизвици или челенџи, кои што самиот Kahoot ги генерира и ги пушта во јавност за користење од сите. Тука имате можност да одиграте демо игра, да видите како изгледат сето тоа, или да креирате свој Kahoot квиз, или пак веќе ако имате креирано да бидете и домаќин на вашиот Kahoot квиз. Во долниот дел тука следат информации, најчесто новости, кои што ги промовира самата Kahoot заедница, додека од десната страна, доколку веќе имате креирано Kahoot квизови, ќе ви се појавуваат токму тука, во овој дел. Имате можност исто така да учествувате на бесплатни вебинари, за да се запознаете малку повеќе со опциите на оваа алатка и исто така да дознавате извештаи од самата Kahoot заедница.
Доколку сакате да ги промените некои од вашите лични податоци на вашиот профил, ќе го одберете, ќе го селектирате токму ова копче, каде што ќе ви се отвори ова јазиче и ќе може да изберете да го едитирате профилот, да ги промените сетинзите, да го промените пасвордот, да ги менаџирате корисниците, да го промените планот на користење на оваа алатка, бесплатен или со плаќање, како и некои други сетинзи. Еве да речеме дека ние сакаме да го едитираме нашиот профил, бираме Edit Profile и тука веќе ви се дадени информациите кои што се ваши лични информации, тоа е корисничкото име, вашето име и презиме, имейл адресата тука се пишува, организацијата, може да пишете исто така каков тип на корисник сте, дали сте наставник, студент или бизнис личност. И исто така информации за вашето училиште, доколку претходно не сте селектирале таква опција, како јазикот кој што преферирате да ви биде јазик за користење на оваа алатка, но можете да додадете исто така и кратка ваша биографија. Доколку сакате да го избришете вашиот профил од Kahoot, можете да го избришете преку ова копче со кликање на Delete Account, а доколку сте задоволни со податоците, може само да го зачувате со кликнување или притискање на копчето Save Changes, а тоа е тука. Како да барате веќе постоечки квизеви? Втората опција на горниот статус бар е Discover. Доколку кликнете на Discover, имате можност преку пребарувачот тука да побарате квизеви на одредена тема. Да речеме, вие сте наставник по математика и сакате да проверите дали веќе постојат одредени квизови кои што се на оваа тема, ќе пишете математика и ќе претражите во самата Kahoot заедница кои достапни квизови ги има на оваа тема. Покрај тоа што го напишав математика на кирилица, земете предвид дека можно е да некои од овие квизови бидат креирани или пишувани на друг јазик кој што исто така користи кирилица, што значи дека треба да внимавате да ги проверите и нормално да ги замените некои од тие зборови, прашања, реченици со македонска варијанта. Еве да речеме го бираме вториот квиз тука, математика. А како ќе кликнете на математика, ви се појавува самиот квиз, кој што ви ги има сите прашања покажано тука. Имате можност, самиот квиз да го дуплицирате и со тоа да го зачувате на вашиот профил, доколку сметате дека овој квиз е корисен и дека ви може да го користите. Доколку сметате дека некои делови треба да се променат, тогаш ќе одберете опцијата Edit и ќе ги промените некои од прашањата, што ќе ви покажам како се прави подоцна. Како да креирате собствени квизови? Доколку ја одберете третата опција на горниот статус бар Kahoots, ќе ви се отвори овој прозорец. Овој прозорец ви нуди можност да креирате собствени квизови. Првично, што треба да се направи е да се креира фолдер или папка со токму кликање на ова место или на ова копче. Најчесто може да ги организирате самите квизови по одделенија или по теми, зависно, доколку предавате на само едно одделение, тогаш може да ги поделите по теми. Откако ќе го напишете името на одделението, ќе кликнете на Create и ќе се создаде фолдерот, тоест папката, каде што ќе се зачувуваат квизовите токму за тоа одделение. Ова е одлична можност да ги организирате вашите дигитални ресурси на корисен и креативен начин. Следно, доколку сакате да креирате собствен квиз, треба да го селектирате, тоест да ја одберете оваа опција, Add a Kahoot. Штом ќе кликнете на таа опција, ќе ви се отвори ново прозорче, кое што ви нуди да изберете или да користите веќе подготвени темплейтс или подготвени формулари со прашања, кои што вие може малку да ги подсмените, или целосно да креирате нов Kahoot кој што ќе биде ваша креација, тоест ваш квиз. Ние ќе одбереме нов Kahoot и ќе кликнеме на Create и тогаш ни се отвара опцијата за креирање на Kahoot квизови. Во оваа опција имате можност да го промените, тоест да дадете наслов на квизот, таму горе. Во овој дел имате можност да поставите прашање, подоцна ќе ви раскажам какви видови на прашања ви се достапни преку можностите кои што ги нуди Kahoot. Во овој дел може да внесете слика или видео, значи слика може да внесете од самата библиотека, која што вие ја креирате и Kahoot ја креира за вас. Може да качите слика која што претходно сте ја нашле на интернет и сте ја даунлодирале на вашиот десктоп и исто така може да ставите и YouTube видео линк, тоест од видео од YouTube кој што ќе го користите за квизот. Во овој сегмент тука може да го промените време траењето на самото прашање, значи секое прашање има одреден број на секунди.
Тоа е време на размислување за учениците и доколку е 20 секунди, после 20 секунди, доколку ученикот не одговори точно или не селектира никаков одговор, ќе се смета за неточен одговорот. Значи, тука се поставува времето, а тука веќе ги внесувате одговорите. Битно е еден одговор да биде точен, доколку станува збор за прашање со повеќе члени и одговори, додека другите три би требало да бидат неточни. Може да го менувате и редоследот на точни и неточни одговори, а може да одберете опција самиот Kahoot да ги меша одговорите по негова мера. Значи, во овој дел тука може да додавате нови прашања, а тука рековме да внесете наслов. Ајде да позапочнеме со внесување на наслов. Како кликнавме на делот за внесување наслов, се отвара следното прозорче. Во делот Title треба да внесете наслов на квизот. Во овој случај насловот е Сончев систем. Одлучивме да направиме проверка на знаењата на учениците од 5-то одделение по предметот природни науки на тема планетите од Сончевиот систем, што всушност јас го ставив и како опис на квизот, со цел да биде малку појасно и за мене, кога ќе го користам квизот по втор пат, но и за моите колеги, доколку сакам да го споделам со нив. Следно, во овој дел стои обично празен простор, кој што може да се надополни со слика, кој што исто така може да се качи од вашиот десктоп, а претходно да ја снимнете од интернет. Исто така може да го промените јазикот на презентацијата од англиски на некој друг јазик. За жал не постои се уште македонска поддршка за Kahoot и покрај тоа што е известен тимот на Kahoot и се работи на тоа. Исто така можете да одлучите каде ќе го зачувате вашиот Kahoot квиз, дали во School of Awesome, кој што е веќе понудена варијанта од самиот Kahoot. Тоа е цел еден сектор каде што ќе може вашите квизови да бидат споделувани и вреднувани од други корисници, но може да го промените и да го зачувате во некој од вашите папки или фолдери. Исто така може да одлучите дали вашиот Kahoot има бренд или нема да има бренд, најчесто подобро да стои off опцијата. Имате можност и да ставите и видео, исто така, линк до одредено видео во YouTube, кој што ќе се појавува во лобито, кој што е првичната, кога ќе се започне со квизот, се отвора лобито и додека трае приемот на ученици во самата игра, може да тече и видео во позадина. Може да одлучите дали ќе биде квизот видлив за целиот тим или ќе биде unlisted, што значи дека само тие што имаат линк до овој квиз ќе можат и да го следат и да го користат квизот. И исто така може да ја промените и музиката која што ќе се слуша во лобито. Кога сте завршиле со сите овие опции, тогаш кликате на Done и се влегувате во самиот Kahoot квиз, каде што може да ги поставувате и креирате прашањата. Можни типови на прашање на Kahoot. Еве, тука имаме прашање од ваков вид. Значи, тоа е прашање со повеќе член избор. Во овој случај, учениците треба да надополнат еден збор, кој што недостасува во исказот во горниот дел, каде што се поставува прашањето. Прашањето е: пред стотици години луѓето верувале дека празно место била центарот околу кој кружиле планетите, Сонцето и Месечината. Во долните 4 опции се внесуваат одговорите, од кои што 3 се неточни, а едниот е точен, кој што е штиклиран тука со зелено. Значи, учениците ќе треба да го изберат овој одговор, за да можат да им се вреднува како точен одговор. Следно, бираме ново прашање, со тоа што кликаме на копчето Add Question. И во тој случај ги имаме следните опции, а тоа е одговори со повеќе члени, тоест прашање со повеќе члени одговори, точно, неточно одговори, прашање со отворен тип, сложувалка или анкетни прашања, како и слайдови, но да одиме поред. Следниот тип на прашање кој што ги имате е прашање со двочлен избор, во овој случај точно, неточно. Прашањето го поставувате во форма на исказ, и ученикот треба да одлучи дали е исказот точен или неточен. Во овој случај станува збор за неточен исказ и тогаш го штиклирате овој избор за учениците. Следно прашање кое што ви може да поставите е прашање од отворен тип со краток одговор. Во овој случај прашањето се поставува во горниот дел, како се вика моделот, кој се базира врз идејата дека Сонцето е во центарот на планетарниот систем, и тука доле го забележувате точниот одговор, кој што учениците ќе треба исто така да го внесат од своите мобилни уреди, додека играат играта, за да им се вреднува како точен одговор. Следен тип на прашање е прашање со подредување по редослед.
Значи тука еве во овој случај прашањето гласи: нареди ги следниве планети во правилен редослед и тука ги внесува наставникот додека го креира квизот, ги внесувате значи по правилен редослед планетите Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, додека во самата игра кога ќе играат учениците, овие опции ќе бидат разместени и учениците ќе треба да ги наместат со тоа што ќе ги влечат кон одредени маркирани позиции, а тоа ќе ви го прикажам малку подоцна. Следното прашање е од анкетен тип, значи кој од следниве планети ви е омилена, учениците може да бират било кој тоа ви одговори, не постои точен, неточен одговор, туку само се пренесува, се гледа мислењето, се проверува мислењето на самите ученици. Откако ќе завршите со сето тоа, притискате нели на Done копчето тука и ви се појавува ова прозорче кој што ви нуди да го тестирате квизот, да го играте во живо веднаш или да го споделите со други ваши колеги. Доколку сте одлучиле само да го зачувате, ќе кликнете на Done и вашиот квиз ќе биде зачуван во вашиот профил. Но може и да го тестирате квизот онлайн со опцијата нели тест Kahoot онлайн. Кога ќе притиснете на таа опција, ќе ви се отвори овој прозорец во кој што го имате визуелно прикажано вашиот екран, тоест екранот во кој што се презентираат прашањата, а тој пред се екранот на наставникот, кој што вие ќе треба со видеоконференцијска алатка да го споделите со вашите ученици, затоа што и тие ќе мора да го гледаат екранот за да ги видат прашањата. Тука ви е прикажан мобилен уред, тоест мобилен телефон, што представува мобилен телефон кој што ќе го користат учениците. Нормално тие ќе треба да ја доwnloadираат, тоест да ја симнат оваа апликација на своите мобилни телефони и кога ќе учествуваат во играта ќе треба тука да го внесат пинот за и оваа игра. Наставникот бира Classic или Team Mode. Classic се игра доколку секој ученик се игра со свој мобилен уред, а доколку имаме ограничен број на уреди и ги споделуваме со неколку ученици, тогаш бираме Team Mode. Откако ќе кликнете нели на старт за играта, на Classic, ви се појавува овој прозорец, каде што се генерира пин код кој што треба ученикот да го внесе на апликацијата на својот мобилен уред. Откако ќе го направи тоа, и тогаш ќе се појави нели на самиот дисплеј, на самиот екран со име. Претходно ќе треба да се внесе името, тоа ќе ви го покажам во видеото што ќе биде за демонстративно видео за токму како ова се изведува онлайн. И откако сите ученици ќе се најдат и ќе се појават во лобито, тогаш наставникот може да ја започне играта со тоа што ќе кликне на старт. Со самото кликање на старт започнува да се појавуваат на екранот прашањата и започнува да тече времето. Доколку сте определиле 20 секунди, броењето оди од 20 кон 0. За тоа време учениците ќе можат на мобилните уреди да одберат една од овие 4 опции. Значи тие ги наблюдуваат одговорите кои што се понудени на екранот, во овој случај нели галаксијата, звездата, земјата, Венера, и ќе треба да одберат една од овие опции, но изборот да го кликнат тука на нивните мобилни телефони, а не на екранот. Во овој случај ќе кликнат на жолтото поле или на полето со обрежено со кругче и ќе се смета одговорот за точен, а учениците ќе добијат известување дека нивниот одговор бил точен. И исто така број на поени кои што ги освоиле во зависност од времето кој што го искористиле за да одговорат на ова прашање. Следно, наставникот за да продолжи со квизот, ќе кликне на копчето назначено како Next. Веднаш се појавува на екранот и самата табела со листа на сите учесници и според бројот на поени ги рангира од прво до енто место. Во овој случај имаме само еден учесник, нели, затоа што го тестираме овој квиз и се појавува само едно име. За да се продолжи со квизот, кликате Next, ќе ви се појави второто прашање. Исто во овој случај учениците ги читаат одговорите на екранот, но го одговараат прашањето на нивните мобилни уреди. Значи на самите мобилни уреди нема да им се види воопшто никаков одговор, тие ќе треба визуелно да имаат контакт со самиот екран, кој што ќе биде нели екранот каде што наставникот го презентира и го води квизот, а на нивните мобилни уреди ќе треба да одберат една од тие опции. Следно, наставникот нели повторно клика на Skip, на Next, откако ќе заврши нели прашањето, доколку ученикот одбере неточен одговор, тогаш ваква порака му излегува на неговиот мобилен телефон и нема никакви поени. Ова е следното прашање кој што претходно ви го покажав, а тоа е подредување по ред. Значи во овој случај на екранот ги гледаме планетите кои што се во различен редослед, а тука на мобилниот телефон треба да се наредат
фигурите или боите во правиден редослед во овие обележени местенца. Со тоа што се зема, да речеме прва планета е Марс, кликате на Марс и ја влечете до првата позиција. Втора планета би било Јупитер, го кликате црвеното поле и го поставувате на второто назначено поле. Трета би била Сатурн, значи го кликате и го задржувате, нели нормално, синото знакче тука и го префрлате на третото обележено поле и на крај истото го правите и со зеленото знакче, го поставувате на последното поле. И на крајот, учениците треба да притиснат на ова копче, за да им се вреднува одговорот како точен или доколку погрешиле како неточен. На крајот се појавува табела со првите тројца победници. Во овој случај не гледаме уште двајца учесници, затоа што нели само еден учесник го тестира квизот. И тоа би било се во однос на сите овие основни опции кои што се достапни преку Kahoot алатката. Во продолжение ќе следи и кратко видео со кој што ќе ви демонстрирам како ова алатка се користи онлайн во живо. Ви благодарам на вниманието.